Од синоќа околу 30 автобуси со економски мигранти повторно пристигнале пред грчкиот камп. Нивниот број постојано се зголемува и бројот на активистите кои се помеѓу нив. Се бореле за човековите права, конкретно за мигрантите од Мароко, Пакистан, Алжир, Иран и многу други земји од Блискиот Исток и Северна Африка, кои мигрираат од економски причини. Нашата екипа успеа да сними еден од нив. Го запрашавме зошто конечно некој не им објасни на овие луѓе, кои со денови се пред оградата дека Македонија не е носителот на одлуката за забраната и дека дури ние да им дозволиме премин, соседните земји се со иста одлука. Забрана за влез на економски мигранти. Сите активисти се тука да ги поддржуваат сите економски мигранти кои немаат право да поминат преку границата. Постојано им објаснуваме дека мора да си ги бараат правата за слободно движење. Економските мигранти не се ништо поразлично од сите оние илјадници кои веќе влегоа на ваша територија. Активистите кои се секојдневно помеѓу мигрантите во изминатите денови ги обезбедуваат со храна и вода, бидејќи сите членови на УНХЦР се повлечени од грчка страна. Постојано ги охрабруваат мигрантите да останат, да не се враќаат, ги убедуваат дека имаат право да продолжат со патот кон Европа. Организирано им донесоа и камион полн со огревно дрво за студените ноќи, доток на струја со што им овозможуваат полнење на нивните мобилни телефони, а некои од мигрантите добивале и специјални ножици за сечење на жицата од оградата. И денес видливе зголемениот број на безбедносни сили како од грчка, така и од македонска страна на економските мигранти според одлуките на Европската унија. А кои ги спроведува и Македонија, забрането им е да бараат азил во унијата, односно да ги пременуваат границите како илјадниците бегалци кои доаѓаат од завојуваните подрачја. Од понеделник на македонско-грчката граница најавено е доаѓањето на силите на Европската унија Frontex.